Уверувајќи дека му бил верен послушник на Љупчо Палевски, кој во мобилниот телефон го запишал како царот, обвинетиот Владко Кешишев тврдеше дека не бил целосно свесен за планот и убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Во полиција му било страв да пријави, а кога на Палевски му ја покажал сликата од исчезнатата Вања дека се бара, тој му рекол да стои настрана и да молчи. Владко Кешишев пред да го даде својот исказ, се согласи Палевски да биде отстранет од судница, откако неговиот адвокат рече дека поради влијание и страв може да не ја каже вистината. Судијата го отстрани Палевски, а Кешишев тврдеше дека киднапирањето на жената, за која подоцна ќе дознае дека е всушност девојче, е план на Палевски. Тој само ги слушал наредбите и возел. Велибор го возеше Цитроенот до зградата. Паркиравме на паркингот. Излегува Боре и Велјо, а мене ми кажа да останам во Цитроенот, да не го гасам, да биде запален. Кога влегува во зградата, и мене ми дадоа моторола. Имавме јас, Велјо и Палчо, кој беше во кангуто. По 10-15 минути Велјо ми рече да се препаркирам пред влезот и да го отворам гепекот. Прво излезе Боре, јас седнав на совозачкото место. Велибор носеше врзана вреќа и ја стави во гепекот. Тој возеше до местото Бразда, каде се заврши се. Кога стасале кај Бразда, по наредба на Палевски стоел на оддалеченост од 20 метри за да внимава некој да не најде. Се свртев 2-3 пати да видам што се случува. Првиот пат разговараа, гепекот беше отворен. Не знам што разговараа, бев далеку. После кога се завртев, гледам дека почнаа да копаат. Последниот пат кога се свртев, Палчо во рака држеше пиштол. Се свртев да гледам компатот, да не најде некој и слушнав истрел. Пукање, ама некако тапо. На крајот ме викаа да побрзаме, за да се затрупа телото. Јас не го видов телото, оти веќе беше затрупано со земја. Потоа Палчо ги избриша лопатата, ашофот и копачот со ВД-40. Ги стави во кангуто. Неговата одбрана тврди дека немал директна улога во грабнувањата и убиствата, но за одбраната на Палевски пак исказот на Кешишев бил наметнат. Истиот нема никаква улога во извршување на грабнување, а уште помалку во извршување на убиства. Самите слушнавте дека истиот бил во положба на подчинетост на останатите обвинети. Ни еден од нив, нити Велибор, нити Кешишев, кажуваат јавно дека биле таму, ама чуле не виделе. Како можеш да бидеш присутен да не видиш? Едниот зборува еден исказ, другиот зборува други исказ. Јавно се гледа дека се монтирани двајцата и дека зборуваат она што некој им го наметнал. За време на киднапирањето на Панче Жежовски, Кешишев раскажа дека по насока на Палевски го возел Реното Кангу. 2 години претходно заедно со Велибор Манев потврди дека ископале дупката во местноста Рудник. Следно рочиште за случајот е закажано за во петок.